Почитувани гледачи, започнуваме со празничното издание на Неделна хроника. Денеска сите православни верници го слават најголемиот празник Великден – Христос воскресе. Покрај содржините посветени на Великден, ќе ве потсетиме и за културните настани што се одржаа во текот на оваа недела. Пред крајот на емисијата ќе ви го прикажеме и разговорот со младата авторка Марта Димитров, која неодамна го објави својот прв роман на македонски јазик со наслов Разголена душа. Затоа малку подоцна сега ќе погледнеме што се случуваше во општина Илинден. Традиционално 12 години поред во Домот за култура Илинден се одржува манифестацијата Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение. Екипата на Прва Скопска ја посети оваа манифестација и еве што забележа таму. Домот за култура Илинден во општина Илинден беше препон со убаво украсени црвени великденски јајца, кои учениците ги подаруваа на секој што ќе донираше книга. Манифестацијата Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение, во општина Илинден се одржува 12 години поред и ги обединува културата, уметноста и традицијата. Оваа година во чест на 2018-то лето Господово символично беа украсени 2018 великденски јајца. Градоначалникот на општината Жика Стојановски информираше дека манифестацијата од година во година станува се поголема, а се зголемува и бројот на собрани книги кои се распределени во библиотеките низ општината. До сега во претходните 11 манифестации имаме собрано, односно добиено или од посетителите подарено 32.000 книги. Тоа е многу убав фонд на книги од повеќе области и тие се распределени во училишните библиотеки и во општинските две библиотеки. Едната е сместена во Домот на култура Илинден, едната во Домот на култура во Марино. Градоначалникот Стојановски се заблагодари на сите посетители и досега на сите учесници на манифестацијата што одвоиле време и подарија книга. На денешната манифестација можеше да се забележи голема посетеност од ученици, писатели, поети, граѓани од бизнис секторот, кои несебично подарија книги, што понатаму ќе им користат на учениците од оваа општина. Овде има лекторни изданија кои што го намалуваат буџетот на нашите родители, односно го заштедуваат буџетот на нашите родители, каде што ни овозможуваат да бесплатно да ги набавуваме книгите во нашите училишни библиотеки, така и во општинската библиотека. И оваа манифестација, како и книгите, нас на некој начин ни се инспирација за творење. Ние како млади автори можеме да понатаму да твориме и да даваме придонес во нашата литература. Во пресрет на Великден во црквата Света Петка во Кисела Вода се одржа хуманитарен базар во организација на Сдруженијето на слепи лица Скопје и општина Кисела Вода, на кои рачните изработки на домакинките експресно беа распродадени. Прилогот од овој базар го гледаме во продолжение. По четврти пат годинава се одржа хуманитарен великденски базар во организација на Сдруженијето на слепи и лица со оштетен вид Скопје, а за прв пат годинава подржано од општина Кисела Вода. На базарот беа изложени за продажба великденски погачи јајца, колачи, пити, изработени од рацете на домакинките членови на Сдруженијето. Овогодинешниот базар се одржа во дворот на црквата Света Петка, а од општина Кисела Вода истакнаа дека оваа манифестација ќе ја поддржуваат и во иднина, а за трите најдобри изработки од општина Кисела Вода е обезбедена парична награда. Општина Кисела Вода овие средства ќе ги донира во Сдруженијето. Се работи за награди за прво наградената од 5000 денари, 3000 денари и трето наградената од 2000 денари. И подоцна овие средства ќе идат исто така за лицата со оштетен вид. Воедно го поддржуваме заедно и училиштето што се наоѓа на територија на Кисела Вода Димитар Влахов. Средствата собрани од продажбата на рачните изработки ќе бидат наменети за членовите на Сдруженијето на слепи и лица со оштетен вид кои се социјално загрозени
загрозени. Овој базар од хуманитарен карактер досега се одржувал и во соработка со општините Ѓорче Петров, Аеродром и Газибаба. А целта на манифестацијата е да се представат лицата со оштетен вид дека и тие може да приготвуваат разновидна храна. Мило ни е што еве со сите општини каде што сме се обратиле, наидуваме на голема соработка. Овој пат за среќа, како секоја година мислам еве напредуваме со акцијата, овој пат можам да речам дека и од црквата и од општината наидовме на многу голем прием. Преку ова манифестација сакаме нашите членови од Сдруженијето на слепи како слепи лица да ги представиме пред јавноста и да виде јавноста во сите општини на овој голем празник, доаѓајќи луѓето во црквата и да видат дека и слепата жена знае како домаќинка, како мајка да приготвува храна како за секој ден, така и за Великден. И сите средства што ќе се соберат од овие продажни изработки ќе бидат наменети пак за наши членови, социјално загрозени членови, нив ќе бидат поклонети парите. Душанка Кентаровска е една од членките на Сдруженијето која секоја година со разни производи кои таа сама ги прави, учествува на базарот. Во ова манифестација ние учествуваме веќе 4-та година, сите жени, активот на жените на Сојузот на слепите на градот Скопје. Секоја година различити производи произведуваме и вака ги изложуваме и ги продаваме. Јас оваа година направив една голема погача, плетена погача, великденска, и направи мафини со јајца. Во трговски центар Рамстор сите хумани граѓани и општествено одговорните компании помогнаа да се реализира големиот хуман проект на Црвениот крст на град Скопје, волшебно великденско дрво. Да ја погледнеме атмосферата оттаму. Во пресред на празникот Великден, Црвениот крст на град Скопје 3-та година поред го организира настанот Волшебно великденско дрво за децата и младинците кои го посетуваат дневниот центар за лица со церебрална парализа Капиштец. Лицата од центарот претходно ги запишаа своите желби на наменски картички, великденски јајца и заедно со волонтерите на Црвениот крст ги закачија на големото волшебно великденско дрво. Сите хумани граѓани кои го посетија великденското катче во трговскиот центар Рамстор имаа можност да ги исполнат желбите на лицата од центарот и да придонесат за нивна среќа. Ниту една детска желба не остана неисполнета, а желбите беа различни. Од патики, тренерки до мобилни телефони. Тие ги запишаат своите желби на наменски изготвени картичка во форма на јајца и заедно се волонтерите на Црвениот крст ги закачија на големото волшебно дрво поставено во трговскиот. Сите оние хумани граѓани, општествено одговорни компании имаа можност да поминат во трговскиот и да допринесат за среќата на некој од овие лица. И оваа активност е дел од активностите кои што ги имплементираме во рамките на проектот за поддршка и социјализација на лица со посебни потреби и деца сместено згрижувачки семејства. Владко Пицевски, дефектолог во дневниот центар за деца со церебрална парализа Капиштец, вели дека овие проекти се од големо значење за сите 35 деца кои го посетуваат центарот, бидејќи представуваат можност за дружење, кое ретко им се овозможува. Во овој момент корисници на дневниот центар се 35 деца на најразлични возрасти, значи од 4 години па нагоре, со церебралната парализа им е како основа на дијагнозата, а повеќето се со комбинирани пречки. Овие настани значи се од големо значење во поглед на социјализацијата за децата да можат да бидат изнесени од дома, да не остануваат значи во домовите или само во дневниот центар каде што добиваат третман и рехабилитација, туку да можат да излезат да се прошетаат во околината, да се запознаат значи со настаните што се одвиваат во самата околина и пошироко, како и луѓето кои што живеат да добијат повеќе видување, повеќе познавања во поглед на состојбата и можностите на нашите деца. Активноста е во рамките на проектот за поддршка и социјализација на деца и младенци со посебни потреби, поддржан од АД Комерцијална банка и Рамстор, каде Црвениот крст на град Скопје 9 години поред реализира различни активности со цел олеснување на животот и потребите на овие лица и нивна полесна интеграција во општеството. Во пресред на најголемиот христијански празник Великден во општина Карпош не беа заборавени ниту социјално загрозените семејства. Градоначалникот Стефан Богоев подели 110 хуманитарни пакети.
Во општина Карпош беа доделени 110 социјални пакети со прехранбени производи и средства за хигиена. Пакетите беа доделени во пресрет на великденските празници, а се донирани од страна на граѓаните на Карпош во рамки на хуманитарната акција Подај рака, донирај за твојот сосед. Градоначалникот Стефан Богоев денеска им ги врачи хуманитарните пакети на социјално загрозените лица во урбаните заедници во Карпош 2, Владотасевски и Влае 1. Богоев ги информираше граѓаните и за социјалните права кои може да ги остварат во општина Карпош. Богоев нагласи дека локалната самоуправа нуди повеќе форми на еднократна парична помош за социјално загрозените лица, и тоа за лица во социјален ризик, за лекување, за новороденче, при елементарни непогоди, за лица со посебни потреби. Имајќи во предвид дека особено социјалната заштита е надлежност на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и ние како општина имаме сериозен број на активности преку кои што се трудиме колку можеме да помогнеме на нашите комши, на нашите сограѓани овде во Карпош, да не чекаме само од Министерство за труд и социјала да ни се најде, туку и ние тука директно во секоја прилика и на повеќе начини да си помагаме. Оваа година најверојатно ќе успееме и да го отпочнеме проектот за хумана патрола, која што на повеќе начини со ангажирање на служби од наша страна ќе помага во вашите домакинства директно. И кај пензионерите, и кај социјално ранливите категории, и кај оние на кои што навистина се им потребни имаат некаков хендикеп, наши служби ќе доаѓаат дома да ви помогнат да направат некои основни лекарски прегледи или да ви набават нешто од продавници или да ви покријат, да ви платат некоја сметка за која што вие не можете да отидете до пошта, до банка. Градоначалникот Богоев додаде дека општина Карпош ќе продолжи да биде силен партнер на маргинализираните лица, а најави и други проекти кои ќе се реализираат во предстојниот период. По повод патрониот празник на Општинското основно училиште Тихомир Милошевски во општина Ѓорче Петров се одржа свечена манифестација на која учествуваа децата со разни точки. Градоначалникот Александар Наумовски ги истакна врвните резултати на училиштето и рече дека во идни на неговата заложба ќе биде да се обезбедат одлични услови за квалитетно воспитно-образовен процес. Со свечена манифестација на која со разни активности учествуваа учениците, Основното училиште Тихомир Милошевски од општина Ѓорче Петров одбележа 31 година од постоењето. Учениците во рамки на одбележувањето на патронатот учествуваа на литературни и ликовни конкурси. Сите ученици кои со своето творештво го збогатија одбележувањето на патронатот, добија пофалници и благодарници за учеството. По повод одбележувањето на овој патрон празник во училиштето се организира литературни и ликовни конкурси на тема љубовта наша вечна инспирација. Одна што може да се пофалиме во изминатава година е тоа што нашето училиште учествува на бројни надпревари и достигнува многу високи резултати на државно, балканско, европско и дури на светско ниво. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски ги истакна врвните резултати и многобројните награди на училиштето и рече дека и во иднина ќе се заложува ова училиште да има одлични услови за работа и заедно ќе работат на афирмација на проектите. Општинската администрација, советот, јас како градоначалник, како и досега, силно ќе се заложиме и во иднина ова училиште, нашето училиште Тихомир Милошевски, да ги има сите неопходни услови што ќе обезбедат најдобро или пак пиедестално место за добри математичари, успешни спортисти, биолози, хемичари или пак историчари. Великаните на човештвото придонеле преку изуми и општествено дејство да го променат светот. Да продолжиме да го следиме нивниот пример. И натаму заеднички ќе работиме на афирмација и на проекти со кои ќе се гордееме во ова училиште како дел од нашето Ѓорче. А учениците секогаш ќе ни бидат наши најдобри амбасадори. Тихомир Милошевски е единственото училиште во Република Македонија кое го носи името на нашиот народен херој од Втората светска војна, учесник во народно-ослободителната борба и прв делегат во собранието на АСНО.
Се уште остануваме со случувањата од оваа општина. Општина Ѓорче Петров и Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија потпишаа меморандум за соработка за реализација на проектни активности за воспоставување регистар на стамбени згради и станови и регистар на управители на стамбени згради на секторот домување. Што опфаќа меморандумот, гледаме во прилогот што следува. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски и извршниот директор на Хабитат Македонија Зоран Костов денеска потпишаа меморандум за соработка во врска со спроведување проектни активности за воспоставување регистар на станбени згради и станови и регистар на управители на станбени згради за секторот домување во Македонија. По завршување на регистарот од кој ќе се добијат потребните податоци за состојбата во која се наоѓаат зградите на територијата на Ѓорче Петров, во план е да се преиде на втората фаза во која ќе се утврдат условите, критериумите, начинот и постапката за субвенционирање од страна на општината на фасадите и крововите на зградите, со што ќе се доведе до зголемување на енергетската ефикасност, а со тоа и намалување на трошоците на сметките, како и придонес кон заштитата од аерозагадувањето. Денес започнуваме соработка со нашите пријатели од Хабитат Македонија во делот на спроведување на проектни активности во секторот. Како општина си поставивме една поамбициозна цел, а тоа е да градиме партнерство со граѓаните за инвестиции во колективни станбени згради, односно во секторот домување, и тоа инвестиции со мерки за енергетска ефикасност. Ова е подготвителна фаза со која ќе се обезбедат сите предуслови за почеток на поддршка на инвестиции во секторот домување. За реконструкција на фасадите на зградите ќе имаат можност да конкурираат сите собственици и управители на станбени згради, но предност ќе имаат по старите згради. После отприлика 2-3 месеци на анкети кои што ќе се сондира теренот, фактички да видиме кои згради се компатибилни. Ние имаме еден предлог кој што се уште не е дефинитивен, да се почне со најстарите згради, практично со кои што се тие во еден најруинирани фактички, кои што највеќе им е потребна оваа енергетска ефикасност и да се зајакне и објектот и дополнително се намалат трошоците, а постепено ќе направиме распоред во зависност од тоа што ќе ни дадат анкетите, дали веќе имаат постојните згради спремено, направено нов енергетски ефикасен кров, дали останата само фасада, дали е потребно во кој процент се сменети од самите станари прозорите во делот на ПВЦ столаријата и така натаму. Доколку некое семејство, тоа треба со одлука на Совет да го утврдиме, да се направи градација, доколку соодветно семејство кој што живее во одреден стан до одреден лимит имаат примања кои што се под просекот, за да може општината тука со одреден процент, дали 80, 90 или 100% да учествува во делот на парична помош. Зоран Костов од Хабитат нагласи дека нивната идеја е да помогнат на граѓаните и токму затоа условите на плаќање и ратите ќе ги прилагодат на финансиската моќ на жителите од Ѓорче Петров. Согласноста за оние што живеат во колективни стамбени згради, тоа го знаат, согласноста на станарите не е едноставен процес, затоа треба малце работа и развиена свест кај секој поединечно сопственик на стан во колективна стамбена зграда дека енергетска ефикасната интервенција со субвенција или стимулација од општината ќе биде од добробит за зградата, а и од добробит за заедницата. Условите на кредитирањето се прилагодуваат на можностите на станарите. Ние немаме дефиниран продукт кои што ги имат тие и тие услови и ние после тоа на граѓаните им презентираме оној систем земи или остави. Туку прво ја гледаме финансиската моќ на граѓаните, односно собствениците на станови, и потоа го прилагодуваме кредитниот модел, кредитниот продукт на соодветната целна група. Во досегашното искуство 12-13 години колку работиме, имаме заеми на 20 години без камата, имаме заеми на 3 години со 1-2% камата. За конкретно годишно зборува. А во град Скопје се потпиша меморандум за соработка за вклучување на неформалните собирачи на отпад во формалниот систем. Како што рече градоначалникот Петре Шилегов, во Скопје има околу 1400 неформални собирачи на отпад.
Од денеска градот Скопје превзема важен чекор кон решавање на проблемот со управувањето со отпадот и истото ќе има позитивни ефекти врз животната средина. Градот ги вклучува неформалните собирачи на отпад во формалниот систем за собирање на отпадот во Скопје. За ова беше потпишан меморандум за соработка помеѓу градот Скопје, јавното предпријатие Комунална хигиена, Ромски бизнис информативен центар во Македонија, како и Сдруженијето Go Green. Градоначалникот Петре Шилегов истакна дека со ова ќе се постигне формализирање на неформалните собирачи на отпад и нивно вработување. Во Скопје има околу 1400 неформални собирачи на отпад, а идејата е, како што рече градоначалникот Шилегов, овие лица наместо да собираат од контејнерите, отпадот ќе го собираат од домовите на граѓаните. Искрено верувам дека постои можност неформалните собирачи на отпад добро да се организираат и затоа цениме дека напорите на оваа иницијатива е дека истата ќе успее. Решавањето на проблемот со управување со отпад ќе придонесе за намалување на загаденоста на воздухот и ќе има позитивни ефекти врз животната средина. Шилегов додаде дека главниот инструмент што произлегува од овој меморандум е формирање на работна група, која ќе изготвува предлози за подобрено работење на собирните центри и методи за вклучување на неформалните собирачи на отпад, управување со пазарниот механизам и вработување на собирачите на отпад. Изминатите неколку денови на 18 локации низ Скопје се одвиваа акции за зазеленување на градот. Годинава ќе бидат засадени 8000 висококвалитетни дрвја, а на булеварот Видео Смилевски Бато беа засадени 45 дрва во форма на дрворед и групно садење. Зазеленувањето на градот останува на врвот на листата приоритети на град Скопје. Акцијата која започна градот денеска продолжи во аеродром, каде што покрај булеварот Видео Смилевски Бато беа засадени 45 висококвалитетни дрвја. Од нив 30 дрвја од видот јасен се засадија во форма на дрворед, а 15 од видот јапонски цреши, украсно јаболко и обохус, како групно садење. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека во текот на овој месец Скопје ќе се зазелени со 2000 дрвја, додека пак во текот на целата година ќе бидат засадени 8000 висококвалитетни дрвја. Екипите на градот ќе искористат пролета да се обнови загубеното зеленило и да им се обезбеди на граѓаните повеќе зелени површини. Во текот на месец април градот Скопје ќе засади преку 2000 дрва, во текот на оваа година градот ќе засади над 8000 нови високоразвиени садници, со кои што ќе придонесеме за зазеленување на нашиот град, меѓутоа во исто време и за здравата животна средина и прочистување на воздухот. За садењето на дрва, за садувањето, за зеленувањето на градот, инвестиција на градот во здравите животи на сегашните, меѓутоа и на идните генерации. Скопје нема друга алтернатива освен да стане здрава животна средина. Делови на градот или во форма на дрвореди или да речам на мали, на микролокации во текот на пролетва која што е пред нас ќе бидат хортикултурно уредени со ново засадено зеленило. Акции за зазеленување на Скопје како дел од пролетното засадување во моментов се одвиваат на 18 локации, каде што во изминатиот период биле исечени или воопшто немало нови дрвца. А есента беа засадени 650 нови садници на повеќе локации во аеродром Киселавода, Газибаба и Чаир. И покрај тоа што интернетот нуди електронски изданија, печатините книги и понатаму остануваат интересни за младата популација. Младите, освен што сакаат да читаат, исто така сакаат и да пишуваат. Една од нив е Марта Димитров, која неодамна го објави својот прв роман на македонски јазик со наслов Разголена душа. Желбата за читање на книги кај младите се уште не згаснала. Освен што младите сакаат да читаат, исто така младите сакаат и да пишуваат. Една од нив е Марта Димитров, која неодамна го објави својот прв роман на македонски јазик со наслов Разголена душа. Авторката вели дека преку приказната за 22 годишната Клара, која сака да стане писателка, се обидува да ги пренесе своите гледишта за љубовта и животот. Според неа, романот не може да се окарактеризира само како љубов, а истото мислење го имаат и оние што го прочитале делото. Кога седнав да го пишувам романот, знаев едно дека нема да биде само љубовен роман, значи мора да содржи повеќе филозофирање, повеќе размислување за животот, за улогата на човекот во општеството, сакав повеќе да ги развијам ликовите психолошки,
повеќе од колку само да биде полн со љубовни настани. Така да, со ова сакам да кажам дека не станува збор само за љубовен роман, станува збор за една млада авторка, значи девојка која пишува, која има напишано роман и која сака да го издаде. Тој дел е малку и автобиографски. И на патот кон издавањето сретнува еден книжар кој ќе допре до неа и до нејзината желба да пишува, ќе почне да ја разоткрива таа нејзина страст. И токму заради тоа го ставив и насловот Разголена душа, затоа што Клара не зборува многу за таа своја страст пред другите. Разголена душа е пишуван во период од 3 години и ова е прв роман на авторката Димитров на мајчин македонски јазик. Претходно има напишано еден роман и збирка на стихови на англиски јазик. На прашањето колку младите во Македонија и во Скопје сакаат да читаат, авторката Димитров вели дека пишаниот збор се повеќе буди интерес. Ми се чини дека повеќе сакаат да читаат проза, но во последно време јас сум жив пример за тоа дека сакаат да читат и поезија, но можеби нема да ја купат од книжара, книга, стихозбирка, меѓутоа со сигурност дека ако споделите некоја поема на интернет, на социјалните мрежи, ќе ја прочитаат и ќе ја споделат или ќе напишат некој коментар. Има многу млади автори, некои повозрасни од мене, некои помлади, но сметам дека во последно време се повеќе се дознава за нив благодарение на социјалните мрежи. И што е најинтересно, тие се препорачуваат од читателите од едни на други и се повеќе стануваат подобри, издаваат 1, 2, 3, 4 книги, значи не остануваат на тоа да издадат една книга и да завршат со тоа. Станува збори за поезија и за проза подеднакво. Експертите за оваа област велат дека читањето е ефикасен метод за релаксација и тајно оружје против стресот. Книгите ви даваат можност да избегате од секојдневието, грижите и обврските и привремено да заборавите на се она што се случува околу вас. Книгите ја будат креативноста и ја зголемуваат љубопитноста. Со секое превратување на нова корица, навлегувате во нови светови кои ги рушат границите што ги представува човековиот ум. Во секое превратување на новата корица, навлегувате во нови светови кои ги рушат границите што ги поставува човековиот ум. Сега е време за разговорот што ви го најавив на самиот почеток. Во следните минути ќе дознаеме повеќе за младата авторка Марта Димитров и нејзиниот роман Разголена душа. Марта Димитров е млад автор која неодамна го објави својот прв роман на македонски јазик со наслов Разголена душа. За овој роман ќе позборуваме малку подоцна, сега најнапред би сакала да поразговараме за нејзините почетоци. Марта, ви благодарам што прифативте да разговараме и еве благодарност што ќе имаме можност да ја презентираме твојата нова книга пред гледачите. Благодарам и на вас. Како што кажав, нели во самата најава, за романот малку подоцна ќе разговараме. Сега би сакала да ги запознаеме гледачите за твоите почетоци, односно ќе ни кажеш како се роди идејата за пишувањето. Идејата за пишувањето не е од скоро, доаѓа од подамна, поточно од моето рано детство. Уште кога го гледав татко ми како работи на машината за пишување, тоа беше некаде во 90-тите години. И јас морам да споменам дека сум по природа интровертна личност, па ми дојде идеја што би, кога размислував долгорочно, што би работела кога би била возрастна, па си викав можам да бидам писател и да работам од дома, никој да не ме гледа. Потоа го добив првиот компјутер, па почнав да водам дневник, и на тој начин ми доаѓаше полесно да ги изразам моите емоции, моите чувства и мисли и полека прерасна во страст, во пасија.
Ке ни откриеш ли нешто повеќе за содржината на романот и се разбира зошто токму насловот Разголена душа? Кога седнав да го пишувам романот, знаев едно дека нема да биде само љубовен роман, значи мора да содржи повеќе филозофирање, повеќе размислување за животот, за улогата на човекот во општеството, сакав повеќе да ги развијам ликовите психолошки, повеќе отколку само да биде полн со љубовни настани. Така да, со ова сакам да кажам дека не станува збор само за љубовен роман, станува збор за една млада авторка, значи девојка која има напишано роман и која сака да го издаде. Тој дел е малку и автобиографски. И на патот кон издавањето сретнува еден книжар кој ќе допре до неа и до нејзината желба да пишува, ќе почне да ја разоткрива таа нејзина страст. И токму заради тоа го ставив и насловот Разголена душа, затоа што Клара не зборува многу за таа своја страст пред другите. Колку време ти беше потребно за да го напишеш овој роман? Го пишував во рок од 3 години, со тоа што не бев целосно фокусирана само на тој роман, со оглед на тоа дека имав и други работни обврски. Плюс и содржината беше многу поголема, па решив да ја скратам и тоа дополнително ми одзеде време за негово создавање. За овој роман направена и промоција, како што кажав и на самиот почеток. Каде беше, да ги сумираме впечатоците од промоцијата како помина? Промоцијата се одржа во мојот роден град Кавадарци, во библиотека Феткин. Голема благодарност до нив за целосната поддршка околу издавањето и околу промоцијата. Помина одлично, со музичка поддршка, благодарности до нив, пред полна сала и со многу позитивни впечатоци за време и после промоцијата. Значи, целокупниот концепт на промоцијата им се допадна, барем според она што е кажувано на сите присутни. Така. Какви се коментарите од твоите блиски пријатели и се разбира од читателите? Дали им се допаѓа содржината на романот? Коментарите се позитивни и она што најмногу ми се допаѓа е дека токму оној дел што јас сакав да го нагласам, а тоа се размислувањето и филозофирањето на авторот позад главната хероина Клара, им остава најмногу впечаток и велат дека тоа им дава длабочина на книгата, дава длабочина на романот и го прави да не биде само љубовен, токму она што ми беше целта. Така, значи целта е остварена. Целта е остварена, да. И ете, за оние кои што се заинтересирани, каде можат да го најдат овој роман? Каде е во продажба? Романот е во продажба на онлайн продавницата kupikniga.mk. Може да се најде и во Кавадарци во книжарницата Сплендид. Разголена душа не е твојата единствена книга, имаш објавено уште 2 книги, електронски изданија, меѓутоа на англиски јазик. Ајде и за овие изданија да кажеме малку повеќе. Значи, како што кажав на почетокот, желбата за пишување не ми е од скоро, потекнува многу одамна. И првиот роман седнав да го пишувам на 19 години, уште почетокот на моето студирање овде во Скопје. Меѓутоа тогаш, веројатно, како што и Клара во Разголена душа нема храброст да пристапи кон издавање на книгата, така и јас немав храброст да најдам начин да ја издадам. А воедно и сметав дека не е доволно зрела, дека не е доволно добра за да биде представена пред публиката. Па решив така малку да ја преведам и да ја закачам, да ја објавам на онлайн на Амазон страницата во електронско издание, што се однесува до романот. А другата книга? Втората книга е стихозбирка, собрани песни од мојот блог на англиски јазик, што исто така го работам од околу 2014 година, ми се чини, да. Тоа дојде така спонтано, да пишувам и поезија, па
решив да да ги заокружам сите песни во една целина што си најде место до романот во електронско издание. Имаш објавено и роман, имаш објавено и поезија. Каде повеќе се пронаоѓаш? Се повеќе во прозата, меѓутоа во последно време ми се случува сега последниве денови да објавувам и поеми на мојот Facebook профил и сум толку многу изненадена што има толку многу позитивни коментари и толку многу мотивација од страна на читателите, што верувам дека следната книга ќе биде поезија. Одлично. Со оглед на твојата возраст, ти си млад автор кој пишува прекрасни книги. Колку младите во Македонија, па и во Скопје, го следат твојот пример? Има многу млади автори, некои повозрастни од мене, некои помлади, но сметам дека во последно време се повеќе се дознава за нив благодарение на социјалните мрежи. И што е најинтересно, тие се препорачуваат од читателите од едни на други и се повеќе стануваат подобри, издаваат една, две, три, 4 книги, значи не остануваат на тоа да издадат една книга и да завршат со тоа. Станува збори за поезија и за проза подеднакво. Ми се чини дека повеќе пишуваат девојчињата отколку момчињата. Дали грешам овде? Па, ми се чини дека не грешиш овде. Затоа што се повеќе млади авторки можеме да сретнеме отколку автори. Се среќаваат и авторите, машки род, нели? Меѓутоа, може би, не се тие толку испромовирани на социјалните мрежи, заради тоа што таму ни е најлесно да ги следиме. Инаку се среќаваат и млади автори. Што сакаат младите да читаат повеќе? Дали поезија или проза? Ми се чини дека повеќе сакаат да читаат проза, но во последно време јас сум жив пример за тоа дека сакаат да читаат и поезија, но може би нема да ја купат од книжара, книга, стихозбирка, меѓутоа со сигурност дека ако споделите некоја поема на интернет, на социјалните мрежи, ќе ја прочитаат и ќе ја споделат или ќе напишат некој коментар. Во поново време се поактуелни се оние електронски изданија на книгите. Според тебе, што е причината за тоа и дали има некаква предност електронското издание наспроти оној стандарден лист хартија? Електронските изданија веројатно се поактуелни заради уредите, електронските уреди кои ги има веќе секој млад човек, но сепак сметам дека кај постарите генерации, оние што се моја генерација или постари од мене, сакаат да имат тврда копија во рацете и да седнат да го уживаат мирисот на книгата на печатената хартија. Меѓутоа, сепак електронските изданија се практични кога можеш да ги читаш и додека си во автобус и додека патуваш некаде и слично. Така, и преку телефон, и преку лаптоп, преку таблет, значи во секој време може да бидат достапни, меѓутоа еве ќе се сложиш и со мене, нели дека сепак и книгата може да се стави во ташна и да се чита насекаде. Да. Така. Колку младите читаат воопшто? Читаат, дури во последно време мислам дека е толку многу испопуларизирано читањето преку социјалните мрежи, повторно ќе речам, можеби е малку смешно тоа, но дури самите издавачки куќи постојано подаруваат книги на интернет и колку и да не си некој читател, кога ќе добиеш подарок книга, веројатно ќе сакаш и да ја прочиташ. Исто така забележав и многу групи на Facebook, каде што самоиницијативно младите се собираат, разменуваат размена на книги и книжевни муабец. И јас сум член на една таква група. И исто така преку тие групи дури се собираат и во кафулиња, разговараат на разни теми и слично, што многу ме радува нормално. Така, значи пишувањето станува и еден вид добра тема за разговор на кафе кога ќе се седне или во кафуле во друштво со пријатели и така натаму.
Марта, јас ти благодарам за денешниот разговор, што еве ни овозможи да се запознаеме малку повеќе со твојата книга и ти посакувам успех понатаму да напишеш уште многу романи, уште многу книги да напишеш, да ги издадеш и се разбира да се продаваат повеќе или да ги имаме во што поголем тираж. Благодарам и на вас на поканата и на Благодарам. Со овој разговор го завршуваме празничното издание на Неделна хроника. Среќен Великден на сите што го слават. Довидување.